А сега некаде е вистинско време да ја поздравиме нашата Ивана, која што ја имаме во живо. Линковски ја вклучуваме, разговара со Благоја Бади Апостолов од мотоклубот Guardian Angels. Добро утро, Иванче. Добро утро, Сузе, до тебе и до сите гледачи на Добро утро, секој утро. Така, драго ми е што ова утро нешто многу поинакво имате можност да ни презентирате. Всушност ќе ни презентирате една показна вежба за справување со сообраќајни незгоди и прва помош, што е од исклучителна важност да знаеме точно како треба да реагираме. Да, токму така, Сузе, ве поздравуваме од мотоклубот Guardian Angels, кој што во соработка со Општинскиот Црвен крст на Газибаба на 13 април со почеток во 12 часот организира показна вежба за справување во сообраќајни незгоди, но и по завршувањето на показната вежба ќе има едукација за млади од 14 години кои што ги интересираат моторите и сакаат некогаш да бидат дел од тој мото свет, па повеќе за оваа показна вежба и што се ќе предвидува овој настан на 13 април. Ово утро ќе разговараме со председателот на мотоклубот Бади Апостолов. Ќе ви посакам добро и убаво утро, навистина еден интересен настан. Затоа се почесто сме сведоци на сообраќајни незгоди, како со мотори, така и со автомобили. Кога ќе дојде пролет, сите ги вадат веќе моторите и оние кои што не ги возеле во текот на зимата, па така зголемени бројот на сообраќајни незгоди. Што предвидува овој настан, односно што предвидува показната вежба? Пред се добро утро на сите што не гледаат и на вас. Показна вежба за справување со сообраќајна незгода и прва помош при истата. Со доаѓањето на пролете, значи, се разбудуваме сите што возиме мотори и се почесто ги гледаме на улиците, меѓутоа тука и она невнимание на сите што не виделе во текот на зимата и тогаш се случуваат најголемите сообраќајни грешки. Сакаме да покажеме, доаѓа до такви немили настани како се справи човек во таква ситуација. Тоа го правиме со Општинскиот Црвен крст на Газибаба, општина Газибаба и ние како мотоклуб веќе со 16-та година позади нас, како постоиме со неколку хуманитарни акции и ова не е дел од нашата агенда од она погледни два пати спаси живот и се трудиме да помогнеме на сите учесници со сообраќајот на ваков начин да укажеме што се не очекува на улиците. Да, настанот е со почеток во 12 часот, после тоа што ќе имаат можност луѓето да видат како треба да се справат во сообраќајна незгода и да дадат прва помош, имате и едукација за млади. Колку кај нас младите се интересираат за тој мотосвет? Точно така, после таа едукација имаме со оваа стануција од автошкола од 13 часот за сите оние млади возачи кои што сакаат да почнат да возат мотор, па и за оние што се повозрастни, меѓутоа тази учесници со сообраќајот, да се запознаат со сите оние правила, законски мерки како треба они да почнат да возат мотор. Од колку години, која ако би кажа, пред се носењето на кацига, на мотоопрема, тоа ќе го зборува инструктор овластен за тоа, меѓутоа ние како долгогодишни учесници во сообраќајот и возачи на мотори ќе ги споделиме нашите искуства со нив, да знаете што се случува на тие улици, да им даеме една почетничка надеж, меѓутоа и да ги исплашиме да знаат што се треба да направат за да стигнат на улица. Да, втора година поред се одржува овој настан, но колку сметате дека им помага на луѓето и на сите оние кои што малку па и подзаборавиле некогаш да бидат дел од да подадат прва помош, колку им помага на луѓето, колку сте па и вие задоволни од тоа како помина минатата година настанот? Беше посетен оваа година, очекувам уште повеќе нови учесници во сообраќајот да го посетат тој настан. Ние имаме долгогодишна соработка со Црвениот крст на Република Македонија, еве сега и со Газибаба, Општински Црвен крст на Газибаба. Сите настани се посетени феноменално. Секој пат правиме обновување на нашите знаења од она што сме го учеле по прва помош, кога сме полагале за возачки испит. Стално се добредојни такви знаења, не да Боже затребаат, меѓутоа треба да се знаат. Да, кои се вашите совети до младите, до сите оние кои што допрва се вклучуваат во сообраќајот, до сите мотоциклисти? Значи, не брзајте со мотор, доволно е брз и носете секој пат кација. Односно заштитна опрема.
Така, настанот е од отворен карактер, дали можеби претходно треба да се пријават луѓето, кој се можеби да дојде и да биде дел, да слушне, да види, да се потсети, да ги освежи своите знаења, своите познавања во врска со давањето на прва помош, исправувањето до не де Боже кој ќе дојде нели до собраќај на незгода. Поканите се сите нормално, ние сме клуб кој што постои повеќе години во Македонија, моторџиите и бајкерите знаат сите, ќе се дојдат да се видиме, да се потсетиме на све, меѓутоа највеќе ги поканам оние тазе нови млади што сакаат сега да почнат да возат мотор, да подавачат нешто од нашето искуство што го имаме долгогодишно. Така, секогаш, нели како се вели, прашајте паталец, нели не гаталец, затоа што секогаш од повозрасните, од поискусните се добредојдени советите. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успешен настан и да прерасне во традиција, затоа што еве нели втора година поред сепак го одржувате. Благодарам и на вас. Веќе правиме ние хуманитарна моторџиска крводителна акција, оваа година ќе биде 14-та, ние постоиме 16-та година, се надам ќе прерасне во поголема традиција. Така, еве навистина еден убав едукативен настан кога станува збор за сообраќајот и сообраќајните незгоди. Топлото време ги вади буквално сите мотори надвор, моторџиите со малку поголема брзина, секогаш сакаат нели да поминат во редот, во на сообраќај на сообраќај на метеж, да ги поминат автомобилите, но сепак бидете внимателни и секако почитувајте ги сите правила кога се вклучувате во сообраќајот. Спомена и господинот Бади дека неопходно е да се носи заштитен шлем кога се качувате на мотор, кога управувате со моторот, но и бидете дел од овој едукативен настан кој што ќе се одржи на 13 април со почеток во 12 часот во организација на мотоклубот Guardian Angels. Одлично подсетување беше ова, многу ти благодарам и се разбира безбедно патување на сите оние кои што се и на две тркала, но и на останатите во сообраќајот, бидејќи сите ние сме вклучени, сите сме учесници. Ти благодарам, Ивана, многу.